Добар ден, крипто ентузијасти. Како што видивме, денеска ќе направиме видео за Send, со оглед на фактот дека е еден од токените кои што ги имаме во нашето портфолио. И сакам малку да поразговарам повеќе за овој најголем моментално метаверс проект во светот, со тоа што ова е дел од претходното гласање за овие 4 проекти, каде што веќе го направивме видеото за интернет компјутер, сега моментално го правиме видеото за Send, а во текот од дрешниот ден ќе го добиете и видеото за The Graph GRT, со тоа што ќе ни остане само Near протокол за во иднина, како и нормално потоа да ги обработиме овие 4 кои што гласавте, а тоа е Render, Zilliqa, Aave и Toncoin. Така да сега за сега тоа се следните проекти на кои што ќе работиме според резултатот кои што може да го видите овдека нормално. Со тоа што нели, како што кажаме, денеска ќе се држиме на Sandbox. Сите оние кои што се нови на каналот, ова представува практично наш обид за да направиме датабаза на топ 100, а натаму нормално и останатите крипто проекти кои што имаат соодветен потенцијал, барем според нас, и кои што нели би сакале да ги обработиме за вас со цел да имате идеја нели што да очекувате од овие проекти, со тоа што дополнително сакаме и да направиме една кратка така речена обука за тоа како се прави истражување на одреден проект. Секогаш, како што знаете, имаме посебна плейлиста во која што може да ги најдете сите овие проекти, чисто за да ви објасниме каде може да најдете. Значи, целата оваа работа која што ја правиме на датабазата може да најдете кај нас на каналот, на практично само да најдеме плейлистата. Анализа на коини и токени се нарекува плейлистата и гледате дека моментално имаме повеќе од 20 видеа во кои што практично може да најдете соодветни информации за најголемите проекти. Моментално имаме 22, ова е 23-то видео. Сакам да кажам дека тоа е веќе четвртина од вкупната нели првенствена бројка од топ 100 проекти кои што ги работиме, со цел да имате идеја нели кои се овие проекти и што е толку интересно за нив. Со тоа што, како што кажеме, секогаш користиме оваа иста шема на 6 основни точки, кои што гледаме да ги одговориме за секој од овие проекти. Сега, како и секогаш нормално ќе започнеме од самиот почеток, апликација и практична примера на коинот, за што истиот се користи, дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои може да го заменат. Значи, метаверс самиот по себе не постои во реалниот свет, но постојат потенцијални апликации кои што нема да бидат директно изградени на блокчейн, кои што потенцијално може да му бидат конкуренција на самиот Sandbox. Сега, најголемата конкуренција која што Sandbox некогаш ќе има, верувам дека е самиот метаверс проект на Мета, односно оној кој што нели овој бледио што ги поседува Facebook и Instagram. Значи во оваа ситуација гледаме дека тоа е најголемиот потенцијален да речем директен компетитор на Sandbox, како и децентрален, нормално, но од реалниот свет гледаме дека во наредните 5 години од овој момент се очекува да имаме софт релиз, односно да имаме постепено практично откривање и користење на метаверсот кој што го прави Мета. Сега, се очекува до 2023 година да биде целосно практично во функција и да има повеќе од билион корисници, но тоа е што се очекува. Тоа не значи дека ќе се случи. Значи и претходно нели Facebook и Мета потврдија, останува да видиме. Во моментов, значи ова е најновата листа од 2023 година од проекти и да речем соодветни мета светови кои што може да бидат конкуренција. Значи единствено кој што јас од тука гледам дека потенцијално во конкуренција е Decentraland, останатите се најчесто проекти. Значи не се така речено светови како што тоа е во ситуацијата со Sandbox, дури ако се на самиот почеток, за разлика од тоа Sandbox и Decentraland представуваат актуелни метаверс светови. Метаверс светови, само за појаснување, значи ова е така речено инсерт од како изгледа самата игра внатре. Оние кои што играле Minecraft, значи самата графика е како Minecraft. И гледаме дека буквално, значи имате една огромна мапа во која што во било кое време може да се транспортирате на било кој дел од мапата и може да правите многу различни работи. Зашто станува збор, ќе поразговараме нели во предстојниот така речено еден час. Но ова е само за да видите како изгледа внатрешноста на самата игра. Иако моментално не сме овде за да ви го доловиме тој момент, битно е да погледнете како изгледа самата игра, каде што нели првенствено е игра, мораме да го разбереме тоа. Но самата посеб има многу различни да речем карактеристики и бенефити кои што може да бидат искористени и во многу посериозни сврхи, како што е на пример моментално постојат компании во светот кои што актуелно градат згради во кои што наместо да се оди на работа имаат своја канцеларии
и нивните практично вработени каде да се наоѓаат, можат да дојдат во овие практично канцеларии и да работат таму. Значи практично едноставно постепено се заменува реалниот свет со метаверс, затоа што вие многу поедноставно може да имате состанок со вработени кои што ги имате низ целиот свет во иста сала доколку се дел од метаверс. Пример. Значи не е само за деца, не е само играчка, тоа е оно што сакам да го добавам затоа што верувам дека поголемиот дел од оние кои што се малку повозрасни ќе дојдат со оној момент као ајде ваа е за дечиња некоја игра. Значи ви кажувам, верувајте ми, многу посериозно од обична игра е овој проект. Со тоа што како што кажав, на самиот Sandbox децентрален, графиката е самата по себе како Minecraft, а Minecraft е една од најпопуларните игри во светот, така да верувам дека знаете што станува збор, за разлика од децентрален мана, која што е малку повеќе како Sims, така речено. Со тоа што ова е само почеток. Значи не заборавајте дека самиот енџин кој што го поседува децентрален Sandbox е на самиот почеток. Но станува збор за екстензивно голем метаверс свет кој што има огромна територија, ќе ви покажеме малку повеќе во следните табови, но сакаме да напоменеме дека овие два се моментално најголемите проекти и најголемата конкуренција во метаверсот. Со тоа што првенствено веднаш ќе ви кажеме зошто Sandbox, а не децентрален. Децентрален е постар проект, но е многу поддржан и голем дел од мана токените се директно поседувани од DCG, Digital Currency Group. Знаете дека DCG моментално има голем проблем со пропаѓањето на Genesis, за тоа сме разговарале екстензивно на овој канал. Една од главните причини поради кои што веруваме дека DCG и поддршката на токените кои што им ги даваат ќе се намала доста. Значи јас верувам дека многу од луѓето ќе сакаат да се задржат на страна додека видат како ќе се заврши овој случај помеѓу DCG, Genesis и Gemini, каде што имаме така речено судска постапка. И поради оваа причина верувам дека многу од луѓето, барем тоа е моје мислење, че јас не ви кажувам што да правите, нормално јас не велам дека децентрален нема да напредува, јас велам дека многу повеќе очекувам од Sandbox. Дури претходниот bull market тоа го покажа, кога DCG не беше по тужби, значи беше full force, па повторно Sandbox покажа и многу подобар перформанс и многу подобра цена на токенот и слично. За разлика од тоа, децентрален во оваа ситуација заедно со нивниот главен бекер, а тоа е DCG, верувам дека ќе бидат многу покатастрофални во овој bull market. Повторно, тоа е моја претпоставка. Сакам да играм сигурно, затоа и одлучив од овие два проекти да го поддржам Sandbox. Значи, знаете и сами дека се обидуваме да ги обираме максималните шампиони во категориите првенствено, а понатаму ако видиме некој потенцијален добар проект, кога ќе дојдеме во следниот стадиум од bull marketот, нормално ќе гледаме да диверзифицираме дел од нашето портфолио и на тие проекти. Затоа Sandbox. Нормално ApeCoin е најголемиот, нели, коин по market cap, но првенствено само коин во NFT сектор, но тоа не го менува фактот дека Sandbox самиот по себе е многу поголем проект. Станува збор за еден цел свет, ќе објасниме се што станува збор со него, но останатите мене ако ме прошувате се реално многу мали. Ethereum нема да го Ethereum представува светот врз кој што се прави овој метаверс. Тоа не го менува фактот дека е дел од самиот, значи затоа што и Sandbox представува ERC20 токен, значи нема свој блокчейн, но Ethereum, така речено, не може да го сметам за метаверс токен. Ethereum е практично базата каде што се гради овој екосистем. Останатите се на вистина многу нови проекти, јас повеќето од нив ги отворив. Станува збор за најчесто NFT проекти кои што се обидуваат да практично навлезат во метаверсот, но пак ќе кажам, главните два проекти кои што јас ги гледам како потенцијални шампиони во следниот bull market се децентрални Sandbox и потенцијално Engine, кој што самиот по себе представува, претходно веќе го имаме тоа спомнато, значи проект кој што нуди соодветен софтвер за развивање на ваши апликации во метаверс, но нормално самиот по себе не представува метаверс проект, туку представува софтвер кој што се користи во метаверс проектот. Така да, на првото прашање дали постојат апликации од реалниот свет, се уште не постојат, соодветни апликации кои што може да ги сметаме за конкуренција. Значи, ја метаверсот на Мета го сметам за конкуренција, но се уште не е пуштен во оптек. Така да, тоа ако ние спремаме нешто во позадина, не го менја фактот дека се уште не е пуштено. Кога ќе биде, тогаш ќе видиме како ќе реагира во однос на постоечките два метаверс светови. Значи, тоа е оно што го кажаме за самиот метаверс. Сега, во однос на маркет капот,
во метаверс коините како категорија, можеме да видиме дека Sandbox се наоѓа на второ место. Јас не знам зашто ICP го ставиле овдека, иако ICP самиот по себе ќе биде нешто слично на Ethereum, односно ќе биде Layer 1 солуција врз која што ќе се користи овој софтвер со цел развивање на метаверс токени и коини, но тоа не уменја фактот дека самиот по себе не представува универс во метаверсот, ме разбирате? Значи нема свој свет. Како и да е, значи ако го изземеме ICP поради тоа што јас стварно не гледам зашто е оваа категорија, Sandbox е на апсолутно прво место каде што бега практично 150 милиона над Decentraland, затоа што како што знаете и сами Decentraland директно поддржан од DCG, јас верувам дека тоа е една од главните причини поради кои што моментално Decentraland заостанува. И рендер за кој што ќе направиме друго видео во кое што ќе поразговараме малку повеќе, но гледате сега рендер и во AI и во Metaverse. Значи ќе мораме да направиме соодветно истражување, не сакам да коментирам пред да направам соодветно истражување за токенот, за да можам да кажам зошто се наоѓа на ова место и во Metaverse и во AI. Како и да е, како што кажавме, со исклучок на ICP, Sandbox ми представува апсолутен шампион во Metaverse сектор. Сега, значи, Sandbox самиот по себе има своја страна. Како се прави? Многу едноставно, треба да направите свој акаунт. На акаунтот може исто да го направите и со само користење на Facebook, толку ви е потребно и може веднаш да влезете во овој метаверс, практично во овој свет кој што веќе го покажав. Така да со само правење на акаунт, директно бирате рандом аватар и влегувате во овој практично виртуелен свет каде што може било каде да се движи. Сега, во однос на тоа што истиот поседува. Значи, можеме да видиме дека има многу различни работи кои што може да ги правите внатре, со тоа што ние постепено сега ќе се обидиме да објасниме постепено, значи што се може да се прави. Првенствено, самиот Sandbox ефективно функционира со евенти. Односно, буквално како реален свет, оно што моментално го видовте на тој клип, представува реален свет. Значи, вие може да најдете казина, може да најдете барови, може да најдете, нели, кај што се практично чатрумови, може да најдете, значи, продавници за недвижност, може да најдете продавници како Adidas и Nike, каде што вие практично купувате, не знам, купувате, да речем, патики, ефективен модел на патики од реалниот свет, за кој што добивате NFT верзија за вашиот аватар, а патиките ги добивате на домашна адреса. Така да е на некој начин интересно направено за да привлече многу од новата, да речем, генерација. Не заборавајте дека јас верувам метаверсот ќе биде исклучиво битен во следните генерации кои што доаѓаат, така да поседување од оваа инфраструктура која што моментално ги гради овие светови, мислам дека ќе биде доста позитивна барем за нашето портфолио. Нормално секој од вас одлучува сами, со тоа што гледаме дека секој од овие евенти има соодветна локација, има практично тема што уствари ќе се случува и гледаме дека нели некогаш станува збор за пример Парис Хилтон, Парисленд, каде сите оние кои што имаат аватар од Парис Хилтон ќе дојдат на едно место, ќе се соберат леве, човече. Но наградата е 200.000 сен, па сега вие видите, така. Exclusive for landowners, значи оние кои што поседуваат земја, затоа што тоа е едно од најбитните работи за кои што ќе поразговараме, може да купите земја на оваа виртуална реалност, која што понатаму верувам дека ќе кошта многу. Значи гледате дека PwC, знаете и сами дека една од најголемите корпорации, значи има практично свој евент кој што завршил на 5 јуни очигледно. Но она што постојано го кажувам е дека гледате, че има големи компании кои што се дел од метаверсот и верувам дека понатаму ќе бидат само поголеми и поголеми. Така да, ова е само за да видите дека постојано има некаков тип на активни евенти кои што ги занимаваат практично луѓето кои што се наоѓаат на овој свет. Сега, мапата како што можеме да видиме, глобална е огромна. Гледате, со тоа што на голема мапа можеме да погледнеме некои битни имиња, како што се во оваа ситуација Binance, овдека може да ги видиме Gemini. Значи, ова што моментално гледате представува еден цел блок од мали полиња кои што е купен од истата компанија. Значи, може да погледнете Ubisoft, нормално, CoinMarketCap, Binance очигледно има уште еден од овие големи блокови, The Walking Dead, тоа е играта како што можем да забележам, BitBoy Crypto, каде што има своја палата, уште еден карактер. Значи, како и да е, можеме да погледнеме дека има доста, сега кога ќе зголемиме, гледаме уште многу повеќе имиња, со тоа што секој од овие полиња може да биде купено. Значи, едно такво поле, сега ќе погледнеме на самиот маркетплейс, затоа што има огромен маркетплейс за NFTs, Atari, едно од поголемите студија за гейминг,
Значи, ако погледнеме, можеме да видиме огромни имиња. Значи, овдека си Adidas, овдека се и Nike, значи има еден куп луѓе, сега нормално, овие Apes, најголемата колекција, најскапата колекција, Ethereum поседува очигледно дел. Значи, можеме да погледнеме со тоа што многу од овие се исто така поседувани и од поединци, кои што верувате ми сега моментално ова е многу скапа инвестиција. Сега, во однос со тоа, значи како се купуваат и како се прават овие работи, имате marketplace кој што можеме да видиме, има аватари, значи посебни аватари, гледате Стив Аоки или некој Парис Хилтон или како и да е, дури Snoop Dogg може да го купите за аватар. Значи entiteti, equipment и equipment, односно нели, практично различен тип на предмети, што е исто така многу битна работа, и land and estate, односно недвижности кои што може да ги купите. Сега, гледаме дека има еден куп различни колекции, аватари, ова се партнери кои што моментално и гледаме, за кои што ќе го разговараме малку подоцна, но битниот дел е кога ќе го разглобиме самиот marketplace, дека првенствено од секој од овие, да речам, посебни делови од marketplace, како што е например првенствено и најбитно за самата недвижност, значи вас практично гледате, овие мали полиња моментално, гледате, коштаат по половина Ethereum и тоа ова се некои мали полиња на среде никаде. Колку е поблиску до средината на мапата, колку е поблиску до големи имиња, толку повеќе овие полиња и се поскапи. Че, погледнете, најскапите вакви полиња, гледате сега овде. Значи, гледате затоа што се наоѓа блиску до големи имиња и затоа што блокира многу од овој простор за да може да биде купен од, да речем, голема компанија. Значи, моментално е колку е ова? 8 милиона Ethereum. Како и да е, не верувам дека некој ќе го купи, но оно што сакам да кажеме е, гледате, значи овдека веќе се намириле малку, до 2222 Ethereum. И верувајте ми, луѓе ги купуваат. Значи, кога ќе купите некое такво стратешко поле, кое што ви се наоѓа во некој критичен дел на мапата, како што е, например, да речеме дека, пример, сака е моментално Atari, да купи уште еден ваков блок, ова поле, например, многу би го коштало, затоа што тоа е лично поседувано од одредена личност, и исто може да одреди колку сака да биде цената. Така да вие, ако сакате да направите голем блок како што е претходниот, мора да платите многу пари за да го купите ова малецко поленце овде, кое што гледаме дека многу скапо се наплаќа. Сега, зошто е тоа така? Затоа што, оно што го покажавме овде. Значи, практично, кога некој сака да направи, например, дискотека, он мора да купи огромно поле кое што ќе може да го изгради сето ова. Значи, овие игри, например, истата ситуација. Значи, него му е потребно огромен простор, огромна територија за да може да го изгради ова, како да речем игра за некој да може да дојде да игра на неговата територија. Така да поради оваа причина они уствари купуваат толку големи простори, каде што секој има нели различна намера. Некој ќе изгради казино, некој ќе изгради галерија каде што се продаваат NFTs и слично. Така да поради оваа причина гледаме дека и некои најобични мали полиња се продаваат по 100, гледате по 2000, по 1200 Ethereum. Така, со тоа што во самиот метаверс во оваа ситуација се продава во Ethereum и се продава во Send. Со гледаме дека е многу популарно да се продава во Ethereum. Очигледно, како и да е, значи тоа е најскапата работа која што можете да направите, а тоа е да поседувате недвижност во овој метаверс, затоа што се повеќе компании доаѓаат и се повеќе се бара овој простор, така да доаѓа ситуација во која што може дебело да наплатите за едно обично квадратче простор во оваа практично голема мапа. Сега, следна битна работа, каде што практично самиот Sandbox има и свој посебен дел за вработување, значи тоа може да го најдете во News, каде што постојано се бараат нови креатори на NFTs, односно, значи не ви е потребно да знаете програмирање, едноставно со овој Vox Edit, ако не се лажам, станува збор за посебна програма, која што може да видите овдека, вие може да креирате ваши NFTs, кои што потоа ги продавате на овој marketplace, како equipment. Така, со тоа што ваквото програмирање, правење на, гледате, имате значи аниматор, имате и буквално се што ви е потребно во самиот програм, овој Vox Edit NFT креатор, каде што вие креирате ваков тип на ајтеми и потоа ги продавате за Send или Ethereum на самиот marketplace. Значи, кликнав еден ајтем само да видите како прилика тоа изгледа, затоа што ова е 3D анимација. Значи, може да видите буквално како прилика изгледа.
ова треба да го креирате на самиот програм, кој што ви го кажав горе, така, со тоа што моментално ова го продавате за 2,1 цент. Со тоа што неговата цена моментално е 0,47, иако моментално тоа е ефтино, верувајте ми, во пикот на bull маркетот ова нема да биде ефтино, значи ќе биде 30-40 долари еден ваков ајтем. А има некои безсмислени мали ајтеми кои што на вистина се, како да кажам, гледате, 65, 332. Значи, секој од овие ајтеми кои што го креирате, во однос на уникатност која што има, гледате, има и свој левел, дали е epic, дали е rare и слично, има и своја цена која што доаѓа и бројка на ајтеми кои што сте ги произвеле. Така да, доколку продолжите да работите и сте произвеле, да речем, 1000 од овие, оваа ситуација дори можеме да видиме и колку, ако не се лажам, значи 5000 моментално имаме, 5000 по 1 долар, тоа се 5000 долари, нормално доколку ги продајате сите. Идејата е дека моментално Sandbox нуди голема, на некој начин, опција за оние кои што се креативни, да може да седнат да научат како да ги произведуваат овие ајтеми и да почнат да ги продаваат на самиот Sandbox. Значи, ова е тоа. Ова е практично кога ќе произведете нешто, овдека може да го депонирате како ајтем за продажба, со тоа што гледате, имате различен тип на квалитет на ајтемот и нормално овдека можеме да видиме во однос на тоа каков ајтем станува збор. Имаме различни, со тоа што сакам да ви покажам дека има доста скапи, еве highest price ќе ставиме да видите како изгледа. Значи, овие се очигледно се продаваат во цент. Значи, 5800 моментално цент би коштало ова. Како и да е, ова, ја претпоставам некој оружје, но како и да е. Она што сакам да ви го кажам е дека доколку научите и почнете да произведувате, доаѓа момент каде што практично вашето име во однос на тоа што нели е битно да станете на некој начин ја гледате креатор, значи во однос на тоа колку попознат сте, толку повеќе ќе коштаат вашите ајтеми кои што сте ги произвеле. Така да ова е на некој начин и опција за потенцијално самовработување, иако не можам да знам како точно функционира, само сакам да кажам дека самиот Sandbox постојано бара ваков тип на креатори кои што можат директно да почнат со работа со самото доwnлоадирање на нели она програмче кој што ви го покажавме, Vox Editor. Сега, значи, во однос на партнерство, само да видиме што моментално објасивме, значи, во овој дел ќе поразговараме малку подосна, тоа е следно и за вести. Така да, значи, сега моментално би сакал да покажам во однос на партнерството. Значи, Sandbox самиот по себе не мора да има директни партнерства, затоа што ова е партнерство, првенствено. Значи, кога некоја голема компанија како Atari, како Adidas, како The Walking Dead или не знам, бренд од типот на Ubisoft и Gemini и Nike дошле и купиле дел, односно купиле територија за да изградат нешто, тоа е многу повеќе од партнерство. Тоа значи дека го ценат вашиот метаверс и гледаат иднина во истиот. Значи никој од овие компании не би финансирала ваков тип на проект, посебно кога полињата се многу скапи за да ги купите, доколку не гледа иднина во овој сектор, посебно во ова метаверс апликација. Со тоа што овдека, значи ова е практично како се повикуваат партнерства, значи имате посебна страна во која што нели може да аплицирате за партнер. Значи моментално гледаме познати брендови кои што се дел од ова семејство така речено. Значи гледате дека има различни категории во однос на тоа нели што би сакале или што вашата компанија работи нормално, со тоа што едни од попознатите кои што сега се придружиле се Snoop Dogg, Care Bears, добро, кој има деца знае, The Walking Dead ова е играта, ова не е Disney, не знам што е, Smurfs, Штрумфови, тоа се последните колку што можам да видим, со тоа што ова се нели оние кои што имаат своји аватари и бла бла бла, такви работи. Сега, во однос на партнерството. Значи можеме да погледнеме дека ова се само последните партнерства кои што ги имаат вклучено, кои што директно соработуваат со нив. Додека не се ставени, како што кажавме, оние кои што имаат купено, како што се Adidas и Nike моментално. Значи тоа може да погледнеме многу подобро овде, но за тоа ќе дојдеме до тој момент. Сега, гледајте, значи моментално буквално се објаснува што се нудат на своите партнери, затоа што овдека не е партнерството само фиктивно као почнуваме да работиме. Гледајте, точно значи се знае што уствари планираат да направат, што ова лаунч платформа ви нуди, што можете вие да направите во Sandbox. Значи има
буквално ова е така речено и announcement, но и дел од роудмапот за тоа што очекуваат. Значи, од 2022 година се фокусирале на партнерс програмата, односно се фокусираат да направат што повеќе познати брендови да се наоѓаат на низината територија. Тоа моментално и го прават. Значи, гледате дека дури вложуваат, значи 12 милиони особствените фондови вложуваат во Game Maker Fund за оние кои што произведуваат игри. Затоа што вие кога ќе купите одредена територија, вие одлучувате и вие програмирате што ќе има на истата. Како што кажам, значи може да направите казино, може да направите некоја игра, не знам, замок, што и да е. Значи буквално целосна креативност оставена само на вас. Гледаме, значи 10 различни јазици застапеност, 7 во текот на 2022 година имало посебни аукции за продажба, тоа е евенти нормално настани, каде што на овие буквално се продава со аукција, значи луѓе или компании кои што сакаат да закупат одредени слотови кои што нели се рекламирани од самата Sandbox пред да започне ова, присуствуваат и бидуваат практично за тоа кој ќе плати повеќе за да купи, да речем, овој дел од територијата. Значи отворени канцеларии во 5 нови земји во Обединетото кралство, Канада, Сингапур, Тајланд, Уругвај, со тоа што очигледно Обединетото кралство, Сингапур и Тајланд се по крипто-френдли, затоа и верувам дека се отворени таму. За Канада не сум зашто, но верувам дека наскоро ќе се затвори тоа. И нормално 2023 гледаме дека се повеќе се фокусираат на практично Partners Resource Hub, односно да понудат што може повеќе соработка на нови партнери, затоа што знаете и сами дека ваков тип на свет нема да биде, ако е пуст, нема поент. Така, затоа и уствари што повеќе ќе привлечат големи компании да дојдат да направат собствена, да речем, предавница или што и да е, толку подобро е за, значи привлекува повеќе луѓе, нормално. Овдека буквално е како еден огромен шопинг мол. Значи така изгледа моментално целото ова. Гледате дека моментално се повеќе помагаат на оние кои што сакаат да направат гейм, затоа што знаете дека верувам дека голем дел од младите ќе го наследат овој дел и затоа верувам дека гейминг ќе биде една од главните работи во метаверсот кои што ќе ги нормално ќе ги реализираат они. И сега во однос на партнерствата, значи јас овдека го зумирав малку за да видиме посолидни компании кои што се наоѓаат моментално во како партнери на самиот Sandbox. Значи, Playboy има свој меншен, верувале или не, тоа е најавено пред само некое време. Gucci, значи гледаме дека и Gucci е дел од сето ова, како што кажеме веќе Gemini, ова само некои што не сме ги спомнале до сега, ќе гледам да ги спомнам. Нормално HSBC представува, ако не се лажам, пета поголемина банка во светот. Значи, има сега доста овдека брендови, јас само некои од оние кои што ќе ги видам, со тоа што гледате поделени се во различни категории во однос со тоа од каде доаѓаат. Многу е нејасна сликата, верувам дека вие ако го запрете ќе може да видите многу повеќе од мене моментално, но како и да е, гледаме дека има доста имиња кои што веќе почнале да ја поддржуваат работата на Sandbox и да се наоѓаат на истата. Сега, во однос на roadmap-от, како што гледаме, главната работа на roadmap-от во 2023 година ќе биде соработка со партнерствата и подобрување на гейминг на гейминг практично производителите на игри, како и gaming experience, односно искуството, кога ќе дојдете да ви се допаѓа што повеќе. Сега, гледаме дека моментално од надградба не се фокусираат толку, затоа што гледаме дека моментално повеќе се фокусираат на привлекување луѓе, затоа што вас ви е потребно да дојдат што повеќе луѓе, за да имате што повеќе практично нели, ресурси за да продолжите понатаму со работа. Сега, во однос на вести на самиот проект има некои многу битни работи. Значи ова беше до сега за тоа како самиот функционира и што се може да најдете, иако има уште многу работи, ова е само основни работи кои што би требало да ги знаете за да имате некоја практично идеја за каков тип на проект станува збор. Значи, како што кажеме, roadmap моментално работат на партнерства и на придобивање на што повеќе клиенти, односно што повеќе корисници на самиот проект, значи на самиот метаверс. Со тоа што сега моментално ќе поразговараме за вести, партнерства веќе кажавме и за поврзано со кривични или судски случаи. Значи, иако директно Sandbox не е поврзан со судски случаи, индиректно е. Односно, со последните тужби на SEC против Binance и Coinbase, автоматски и Sandbox е опфатен заедно со Decentraland.
Значи, двата проекти кои што се моментално лидери во метаверс, односно во свој собствен свет, се опфатени како securities, односно харти од вредност, така да во оваа ситуација, значи, иако не се директно опфатени, они се приморани да се бранат затоа што ако се ќе да ви го објаснив тоа, кога вие го тужите Binance и кажувате дека на Sandbox на Binance беше практично на Launchpad, значи бил продаван како хартија од вредност, автоматски имате ситуација во која што Sandbox е имплициран и мора да се брани затоа што он практично се смета за хартија од вредност, а Binance е имплициран затоа што е тргувал оваа хартија од вредност без да ја пријави. Истата ситуација е и со децентрален, така да, значи, иако не е директно, индиректно е нападнат од SEC во последнава рунда на глупости на SEC, со тоа што моментално значи Animoca Brands, кој што е едно од најголемите имиња во криптосветот, кој што стои по големиот дел нели од Sandbox стои Animoca Brands, најавуваат дека ќе се пресели надвор од Америка, со тоа што овдека уште еднаш сакам да напоменам, значи тоа е една многу битна работа што постојано ја кажуваме. Значи, овдека многу добро е тоа објаснено, само да го најдам делот. Значи, вака, вели дека моментално се обидуваат или се спремаат за да се преселат целосно кон крипто-френдли законодавства, со тоа што уште еднаш напоменува дека, значи, SEC е само на Америка и крај. Тоа е тоа. Значи, не може ништо друго да направи освен да на некој начин забрани на американците да купуваат. Одлично. Уште еднаш ќе напоменам, супер за децентрализација. Затоа што уште еднаш, значи, многу добро објаснето овдека, кажуваат дека станува збор за глобален бренд и дека нивната идеја е дека сакаат да видат низ целиот свет, не само во Америка, така да поради оваа причина не им е проблем да се преселат надвор од моменталната територија во која што да речем ќе бидат забранети. Гледате, значи дури овдека и самиот кажува дека доколку не се пожелни во Америка, ќе се преселат кон јурисдикции каде што се посакувани како Хонг Конг, Јапонија. Така да во оваа ситуација јас комплетно ги разбирам и јас би играл така, да бидеме реални. И мене уопште не ми смета тоа, значи слободно нека се отцепат од Америка, во Америка нека си купуваат камења, мене ми нема да ми биде проблем. Така да уште еднаш ќе напоменам, не се директно погодени од целата ситуација, но мораме да напоменеме еве прост пример. Значи ако го споредиме моментално ADA, има пат од 6,5% поради ваквата импликација. Истото гледаме дека е и со Send, истото е и со повеќето од овие токени како Matic, исто така 6%, кои што моментално се погодени од оваа вест, каде што сите овие токени кои ни беа опфатени како хартија од вредност поради тоа што така му текнало на SEC, на Комисијата за хартија од вредност. Така да поради ова и нормално очекуваното што се случува на пазарот е практично корекција која што моментално ја гледаме, но повторно тоа е само почеток на следниот bull market. Саудиска Арабија моментално има подпишано MOU, што представува Memorandum of Understanding, односно практично започната соработка директно со владата на Саудиска Арабија, каде што Sandbox е практично понуден како еден од оние брендови кои што директно ги соработува и со нели Саудиската влада и со самата држава. Гледате овде има дури презентација каде што се заедно. Значи, влада, односно држава, не толку така прави ваков тип на партнерства со одредени нормално компании, така да во оваа ситуација мораме тоа да сватиме доста сериозно, а знаете и сами дека моментално арапите, генерално, се обидуваат што повеќе од овие средства кои што ги има направено од трговија со нафтени деривати, да ги претворат во нешто друго. Зошто? Затоа што значи наскоро нели сите најавуваат дека одиме на зелен свет, дека нема да има веќе фосилни горива, а нормално ако вас единствени главен практично приход ви носи трговија со фосилни горива, очигледно мора да ги пренамените парите, затоа што наскоро ќе се вратите во пустината која што сте биле пред да почнете да тргувате. Така да поради оваа причина гледаме се повеќе и повеќе пари од Блискиот Исток, посебно од овие арапски држави, влегува во NFTs, влегува во Metaverse, влегува во крипто генерално. Така да и поради оваа причина се видува што повеќе да привлечат, меѓу кои очигледно е и Sandbox, така да ова е многу позитивна работа, многу позитивно партнерство. Сега дополнително, значи и Playboy самиот по себе најави дека ќе има свој меншн, каде што ќе верувам, нели, ќе има свои некои интересни работи. Знаете што е Playboy, не мора тој да го кажувам, нели? Сега, интересна работа која што исто така е која што би сакал да напоменам, е дека, значи, гледате сега ово, интересна работа.
И во овој свет има еден подсвет кој што прави огромен профит. А тоа е купување и продавање на недвижност во метаверс во Bear Bull Market. Значи многу добар свет. Дури има многу од луѓето кои што буквално голем дел од своите портфолија ги претворија во ваков тип на недвижност купена со Ethereum. И тоа кога? Пазете, значи овој артикал е од јануари 2020 од 22 јануари 2023 година, што де факто представува буквално неколку дена после утврдување на дното на претходниот bear market. Што се случило? Имаме рекордно ниво на купени недвижности во Sand. И тоа гледајте го ова. Значи овде ќе јас го отворим на страна за да може да видите. Значи моментално вредноста на Sandbox е 167 милиона и 282 илјади долари, и тоа зборуваме во Bear, значи во дното на Bear маркетот толку вреди моментално недвижноста на Sandbox. Со тоа што гледаме дека Decentraland има многу поголема вредност, но мораме да забележиме дека Decentraland е многу по-стар проект. И затоа јас на пример многу повеќе гледам потенцијал во Sandbox, затоа што е понов и има поголема на некој начин. Знаете како, колку понов сте на пазарот, значи помлад сте и повеќе простор имате за напред. И пак ќе напоменам, Decentraland поради единствена причина во оваа ситуација, поради DCG и нивните проблеми со законот. Така да поради оваа ситуација, јас се фокусирам на Sandbox, значи ова е од тој момент и покажува колку моментално, значи гледате, колку моментално потенцијал и пари има влезено во недвижности, во самиот Sandbox, со тоа што, значи, рекордно, гледате, значи, само да го најдем тој дел, значи, на почетокот на годината 1,4 билиони долари во продажба на NFTs, од кои што 167 милиона се исклучило во Sandbox, значи тоа зборуваме 1,4 билиона за целиот пазар, со кои што 167 милиона се во недвижности во Sandbox. Така да ова е солидна сума од повеќе од 10% кои што влегле во недвижности во Sandbox. Значи тоа треба да ви кажа дека многу од луѓето во тој момент очигледно имале истата идеја дека сме го направиле дното на овој bear market и затоа ја не гледам зошто поинаку би внеле толку голема сума и би купиле толку многу недвижности ако не очекувале дека дното е постигнато на овој bear market. Значи затоа и гледаме толку голем наплив на средства во купување на ваков тип на недвижност, затоа што верувајте ми, кога ќе влеземе понатаму во bull маркетот, овие ајтеми и оваа недвижност ќе кошта многу повеќе од она што моментално гледате овдека, верувајте ми, драстично многу повеќе, затоа што колку повеќе се навлегува во bull маркетот, толку повеќе се тоа се враќа во мода и се повеќе учесници имаме во ваков тип на апликации. Тоа е во однос на партнерство и во однос на вести и нели поврзано со кривични судски случаи. Сега би сакал малку да направиме техничка анализа во однос на каде се наоѓаме со самиот коин. Значи во однос на месечно ниво гледаме дека буквално после утврдување на дното, иако сме очекувале дека ќе акумулираме во овој дел, се враќаме во практично оваа зона претходна на поддршка, која што така речено била во два наврати, отпорен че гледате овде и овде, така да оваа зона моментално ни представува поддршка на цената на Sand, која што е доста голема, значи од практично 15 центи до максимална вредност од 33. Значи малку сме гутнале акумулационото поле, кое што очекувавме дека ќе биде под ова месечно ниво, но како и да е, тоа не го менува фактот дека пак на него начин сме многу блиску. Значи поголемиот дел од акумулационата зона во овој период се наоѓа буквално помеѓу овие две полиња. Што значи дека не сме утнале за многу, значи пак на некој начин сме имале представа каде ќе биде најпагодно да се акумулира овој коин токен, со тоа што ние веќе неколку пати го акумулиравме во овој период, значи за тоа нормално ви известуваме соодветно. Сега, гледано од момент на индикатори на месечно ниво, значи ова не ме радува искрено, така да се надам дека овој месец ќе заврши нагоре и дека ова ќе се коригира, затоа што се уште имаме значи време, моментално е само 9 јуни, така да верувам дека имаме шанса ова да го претвориме повторно во придвижување нагоре на MACD, додека гледано од RSI и сток RSI, двата се на вредност од 41, што значи дека имаме уште многу голем простор за движење нагоре, ова е само почеток и затоа и напоменувам дека се наоѓаме на почеток на bull маркетот. Иако нормално со потенцијален black swan евент се тоа може да биде поинаку направено,
Но сега за сега, значи јас не гледам причина за страф, со оглед на фактот дека дото го направивме некаде околу крајот на декември, почетокот на јануари оваа година и моментално гледаме дека имаме солидна корекција до дното на Bollinger Bandот, со тоа што ако воспоставиме од оваа ситуација, значи ако воспоставиме Fibonacci, гледаме дека практично долната граница на оваа корекција се приближува до 78,6 нивото, што јас не верувам дека ќе го достигне, но се наоѓаме блиску до истото, кое што е на 0,28, 0,288, отприлика 28 центи. Сега, дали ќе се придвижиме таму останува да видиме, но ова е фат на пазарот. Ова е класичен фат на пазарот во кој што СЕК се обидува што може повеќе да направи страф во однос на оно што се случува моментално во целиот свет поради давање на предност на FedNow во следниот период, односно јули, следниот месец, да има успешен старт, затоа што ова се токени и коини кои што се потенцијален практично конкурент на нивниот CBDC кој што моментално се обидуваат да го воведат. Затоа поразговаравме малку повеќе во видеото кој што може да погледнете пред само неколку дена. Значи, најдете го каде што разговараме за објаснување на моменталната ситуација. Ќе го видите Гери Гензлер како клоун, знаете дека сте го нашле видеото. Со тоа што на неделно ниво гледаме дека имаме солидна корекција, RSI се наоѓа на 39, сток RSI се наоѓа веќе препродадено на 25,8 и гледаме дека моментално се уште се во надолно движење и со VWAP, и со MACD, и со одлив на средства од SEN токен. Но уште еднаш ќе напоменам, јас мислам дека се наоѓаме на почетокот на bull маркетот и дека ова се нормални болни корекции на почетокот каде што се уште имаме на некој начин се уште не се многу луѓето сигурни дека се наоѓаме во следен bull маркет. Останува да видиме. Ќе напоменам уште еднаш, ова е доколку ги извадиме Black Swan евентите, генерално не гледам причина за страф без потенцијален Black Swan евент. Тип на блокчейн, како што напоменавме, значи самиот представува ERC токен, значи тоа е дел од Ethereum блокчейнот и истиот е токен на блокчейнот на Ethereum. Сега малку ќе поразговараме и за токеномијата. Значи токеномијата моментално му е не толку добра, со оглед на фактот дека само оприлика 2/3 од вкупното количество на токени е на пазарот, значи имаме 3 билиона, од кои 1,8 билиони се на пазарот. Сега, тоа значи дека потенцијално има уште некои 30% од инфлација која што може да се случи, потенцијална, затоа сега ќе објаснам малку повеќе. Значи, генерално не станува збор за огромно количество на токени, тоа мене ме радува. Гледано од market cap, истиот е со многу мал market cap, значи нема ниту 1 билион, а имаше доста висока цена, така да доколку се врати до претходниот all-time high, нормално тоа можеме едноставно да го погледнеме, значи претходниот all-time high му е 8,4 долари. Со тоа што моментално со овие, еве да речеме, 50 центи, грубо речено, според мојот калкулатор би било негде околу 16,8. Значи тоа е само да достигне претходен all-time high, имаме профит од моменталната цена од негде 16 до 17 пати, што е доста солидно и тоа е само достигне до претходната цена. Јас верувам дека ќе има и, ако имаме нормално соодветен bull маркет, верувам дека ќе има и многу поголема вредност од овие 8,4, но како и да е, гледано скромно, значи тоа е околу 16 до 17 пати само да достигне претходна вредност од претходниот bull маркет. Сега, тој дел е сосема окей. Ова е нешто што многу, да речем, не ми се допаѓа. Значи на иницијалниот ICO, иако знаеме дека на Launchpad, значи самиот Sandbox, иако имал неколку seeding rounds и strategic sales, значи е лансиран на Launchpad на Binance, каде што истиот 12% од својот supply се дадени како награда на сите оние кои што стейкаат во оваа ситуација. Знаете како функционира Launchpad на Binance, значи заклучувате BNB или BUSD и за тоа добивате соодветна количина на токени на Launchpad во определениот период во кој што се одвива. Со тоа што значи на тој начин се доставени 12% од токените до пошироката јавност. Seeding round и strategic sales, тоа се приватни евенти на кои што практично самата во оваа ситуација организација на Sandbox нуди на соодветни VCs, односно venture capital играчи, да купат дел од овие токени, со тоа што нормално истите со вестинг период, значи истите не ги добиваат веднаш, ги добиваат според одреден временски план, тоа ќе го покажеме на следниот слайд. Нормално фондацијата има 12%, тимот има 19%, Advisors 10% и Company Reserve 25,8%.
ова е проблемот што не ми се допаѓа. Значи, вие овде ќе имате вкупно 29, 39, 41 и 25, тоа се отприлика 66% од вкупната количина на токените во самата организација. Значи, тоа е премногу, се разбираме. Значи, реално кажано, 66% од овие токени се или на фондацијата, или на тимот, или на оние кои што се со тимот, advisors, така. Со тоа што дури и Company Reserve од 25,8. Сега, ќе видиме како се тоа ќе се одвива. Мене, реално, ваков тип на распределба на токените не ми се допаѓа, но останува да видиме нели дали тоа ќе биде функционално, посебно со оглед на фактот дека барем олеснително е тоа, гледате уште 32 се преостанати, да. Token.unlocks.app е доста добра апликација кога станува збор за различни токени и за нивниот вестинг период. Така да и во оваа ситуација, например, според оваа апликација можеме да видиме дека следниот unlock од 2 до 2,3, значи тоа се 300, оприлика 350.000, се извинувам. Со момент, тоа се 350 милиона сен токени ќе бидат отклучени, со тоа што гледаме како ќе бидат отклучени, значи поголемиот дел од овие токени ќе бидат дадени на во оваа ситуација Company Reserves, Team и Advisors се првите три категории горе, кои што се доста големи. Strategic Sale, Seed Sale, нормално гледаме дека ќе има и повторно Strategic и Seed Sale за луѓе кои што сакаат да финансираат, со тоа што фондацијата и Binance Launchpad се веќе завршени. Тоа значи дека фондацијата ги има сите токени кои што ги има понатаму и Binance нормално тоа е завршено уште на самиот почеток. Така да гледаме дека уште многу солидни суми на овие токени треба да дојдат во рацете на тимот. Значи гледајте, тимот моментално има 285 милиони, а од 1 август ќе има 356. Значи тоа се 70 милиона токени кои што ќе бидат дадени на тимот. Advisors 150 до 87. Тоа се 37,5 милиона токени кои што ќе бидат дадени на овие советници. Значи тоа се голема количина на токени кои што може да направат дамп негде околу 1 август 16, а потоа имаме уште една ваква количина 10 февруари 2024, со тоа што вестинг период завршува точно практично во следниот bull market, каде што ќе достигнеме 3 билиона токени и каде што сите овие предложени токени ќе бидат доставени до сите играчи кои што моментално гледаме дека се дел од овој вестинг период. Ова не ми се допаѓа, отворено и кажувам, и затоа немаме толку голема алокација, значи повторно. Не мора да значи дека ако токеномијата не е најдобра, вие не може да имате одредена алокација. Но имате помало, со цел да не ризикувате премногу во ваков тип на проекти, каде што 66% од токените се во раце на оние кои што организираат самиот во случај проект. Но не заборавајте дека овдека не се во сен токените. Гледате дека многу голем дел од економијата се одвива во Ethereum. Дополнително имате многу голем интерес на брендови кои што доаѓаат, кои што ова, да речем, негативна страна ќе ја поминеме, се разбираме. Затоа и представува дел од нашето портфолио и веруваме дека ќе купиме уште повеќе. И нормално, како за крај, имаме топ 100 wallet-и, во однос на тоа најбогатите wallet-и кои што моментално постојат, кои што поседуваат сен токени. Гледаме дека самиот Sandbox, ова е препоставам компанијата Sandbox Genesis, поседува моментално 18,8. Значи не гледајте само unlocking, гледајте колку тие например се елиминирани. Нормално компанијата и фондацијата во меѓувреме продавале, така. Така да компанијата поседува негде околу 19%, што ја не верувам дека веднаш ќе ги продаде нормално, не се глупави. Гледате, и ова е Sandbox Multisig, тоа е на некој wallet кај што има повеќе луѓе кои што одлучуваат, значи multi-signature за одлучување за отварање и трансакции од овој wallet, кој што поседува негде околу 12%. Ово е проблем кој што не знаеме чија, поседува 14%. Останатите гледаме дека станува збор за големи компании како Polygon, како Binance, кои што не се проблематични, и натаму гледаме дека ако го изземеме овој 14%, кој што реално може да биде и фондацијата, иако овдека фондацијата не е ставена, затоа и верувам дека може да е фондацијата. Да, значи ја гледате и Advisors Vault поседува 2,4, така да првенствено може и да мене би било означено, не знам зашто не би означено. Значи ова е проблематичен. Овој 14%, не знам кој е проблематичен, но останатите се по 3 и сега веќе нагло гледаме дека е по 1,5, 1,1, што е сосема нормално за ваков тип на големи блокчейни кои што се доста распространети. Така да со во овој дел, тоа е оно што ви го кажувам, значи топ 10 холдери поседуваат 75% од вкупната количина на овој токен, тоа е лошиот дел, каде што овдека спајаат буквално сите оние партнери, фондации, ме разбирате. Така да тоа е големиот проблем во оваа ситуација.
неговата централизирана шема во држање на токените. Да видиме дали сме пропуштиле нешто. Последувано ова веќе кажавме. Добро, значи првенствено мислам дека сега за сега се што можеме да опфатиме, опфативме. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, овој коин моментално е во нашето портфолио поради непостоење на подобра опција. Значи моментално не постои подобра опција која што е понапред во својот развој и во својата распределеност и распространетост помеѓу познати брендови, така да поради оваа причина истиот го застапуваме во своето портфолио и верувам дека и понатаму ќе продолжиме да го купуваме. Така да ова е се што можеме да кажеме за овој токен. Уште еднаш ќе напоменам, станува збор за токен кој што ние мислиме дека има позитивна иднина и нормално се надеваме дека помогнавме во однос на делот, дека можеби некој од вас ќе сака да го превземе ова како дел од својата работа или хоби можеби. Гледате, имате и соодветни водечи како да го направите тоа. Значи јас со овој линк ќе го ставам од страната во дескрипцијата на видеото, со цел полесно да може да го најдете. Можеби ќе ви помогне да направите некој дополнителен капитал. Не можам да кажам дека знам во детали како тоа функционира, но е нешто интересно кое што може да ви помогне, можеби да имате нешто малку повеќе за следниот bull market. Така да ова е се што можеме моментално да објасниме. Во текот на утрешниот ден ќе гледаме да го направиме и видеото за во оваа ситуација оно кој што ни престојува. А тоа е граф GRT. И нормално ни останува потоа NEAR протокол за да го завршиме овој блок од 4 видеа. Како и секогаш, знаете и сами дека оваа материја најдобро се проширува доколку ви се допаѓа и ја препорачате на други, затоа што каналот постои со цел да ги информира и едуцира македонците во однос со криптосекторот, така да мала помош од вас е она што го бараме да го споделите ова како содржина со луѓе кои што можеби потенцијално сакаат да научат нешто повеќе за самиот крипто сектор. Во секој случај ви благодариме. Лайк, subscribe, share, коментар нема да пречат, затоа што помагаат на самиот алгоритам да го сподели ова видео малку повеќе и со тоа го завршуваме ова видео и се гледаме во следното. Поздрав од Крипто Гейминг.